Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Срекна нова година на сите. И да се надеваме, другари, дека у новата 2026 многу повеќе од Македонија ќе се активират за да изучуваат за крипто. Гледате дека ниту пропадна, ниту ни исчезна. Ако направиме преглед, биткоин не се врна на $3,000, а уште имам, другари, Господ да ја на помош, уште имам другари, чекат на $3,000 да купат биткоин и си инатат дека само на $3,000 ќе го купат, што значи дека никош нема да имат биткоин. Има и такви што чекат да купат на 20,000, исто и тие нема да го видат на 20,000, затоа што следува бул маркет и тај бул маркет дефинитивно, другари, ќе смене тај банкарски картел на кој начин работи и работите ќе се одвиваат многу побрзо и поевтино. Значи, ја туку во Америка сега вие работи што ги чекаме, здрави ќе се видиме јануари, да речеме до краја на јануари, сигурно ќе си дома во Македонија. Чекам да ми стигне пасошо, значи од 16 сум ја завршил процедурата и чекам за 4 недели брза процедура. Значи валјда до 30 декември треба да сум во Македонија. До 30 јануари ќе треба да сум во Македонија. И здраве ќе се дружиме. Кои се заинтересирани за академијата ќе пишат. Ќе се направи список, ќе се види што е како е и кој сака да научи нешто повеќе, да му пренесам ја што знам уште повеќе, пошто вака ово нели има такви луѓе, поздрав до сите лицемери и доста луѓе летнаа од групата затоа што као демек имат купено Cardano на $2, на $3, ама никако не го виделе Cardano на 16 центи, на 23 центи и се на загуба. Супер, другари, ќе си дојдете, значи ќе си дојдете во академијата и ќе ве научиме како се прави, да не сте на загуба. Од 4 години ако сте на загуба, сте у групата, значи нешто не правите како што не треба. Нешто правите како што не треба, да. Ќе дојдете, ќе се запишете и ќе ви се покаже така и така правиш и да видиме за следните 4 години, значи за следниот бул маркет, ви даа треба 3 години во крипто академијата. Тоа не е академија само ќе доме еден месец и брат, ништо не научив, ништо не сванав. Тука нема ништо не научив, ништо не сванав, на секој му се надгледува портфолиото и ќе му се пишува, дури и јавува, значи ќе му се праќа и другар, види таа технологија, тоа е. Значи да се буквално што треба да прават. Значи буквално, пошто ќе се подпишат договор, брат, дека тоа не е финансиски совет, дека целата одлука е нивна од поддобиени информации, позитивни и негативни информации и сами си донесуваат одлука, али сепак нели ќе добијат информации од некој што е 12 години. Приказните уште се вратат по други групи, купил сум биткоин на среќа, станал сум милионер, значи тоа се да не се навраќаме дигитално неписмени луѓе. Ја ниту сум купил биткоин на среќа, ниту па сум станал милионер у биткоин, ниту сум купил такви, например, кој ќе го подбереш у групата, ќе пише коментари, мисли дека тоа група е така, Сител и Канал 5 и македонската телевизија, ќе пише ми нешто и таму никој нема ти одговори. Не у таа група кој ќе пишете, па кога ти пишат за тоа не ти пишуваат коментари. Па не им пишуваат коментари затоа што 99% ми дремат у пораки приватни, брат. Чи 1000 луѓе ми дремат у приватни пораки се уште. Затоа нема коментари, брат, и не коментират од како ќе коментират у групата, има такви што и пишуваат одма другар да ти продавам ово, да ти продавам оно. За тие што се чудат, например, као демекони пишале нешто у групата за Cardano и ја и Славчо сме пишале, па ваш ли е Cardano, па брат, Cardano не е наш, ама групата е наша. И Cardano е еден од тие 30% што е ставен, што е кажан да се купува, нели, да се трупа у портфолио за да му направи промени у финансиите и у живото. И кога ќе ти пише нешто, па вие ли сте тие, па да, ние сме тие што имаме групата, да, тие коментари ние ги читаме, не ги чита Чарлс Колскисон или Cardano. И да, ние сме тие кои што одговараме у таа група, пошто 9000 луѓе читат, па ти кога ќе напишеш коментари никој не ти врне, ќе речете, например, на мен повеќето коментари да речеме не ми излаат, али кога ќе ми излегнат, значи многу луѓе се го виделе тај коментар, многу луѓе се го отвориле тај линк и јас се активирам и одговарам. И сега ако не ви одговара на вас тоа
на тој начин на кој што ви одговорено, супер, имате си CoinMarketCap, имате си други канали, одете таму и там пишувајте и тие канали нека ви го лижат заднико, као демек супер е, у нашата група го нема тоа. Мене уопште не ме интересира ако вие напишете коментари дека треба нешто позитивно да ви врнам, брат. Тоа е финансии, брат, тука нема позитивно. Тука добивате соодветни одговор. Затоа е уникатна групата, разбираш. У другите групи што се за клик лайк, уствари, там вие може се да коментирате, поне ви се улизнува тука као стило. Не, у нашата група не. Од мене и Славчо директно, брат. Значи имате толку многу информации, толку многу преведени работи и сега ти ми кажуваш на мене за Кардано како било, па бил паднан, па јас сум кажал овака, па јас сум кажал онака, тие приказки си ги дома на кафе шема и у другите групи. У нашата група го нема тоа. Убаво е кажано што е како е, не може да го сварете, не може да го запомнете. Ама брат, ти кажа дека има Bull Market 2025, не може да го сварете дека има измени, не може да сварете дека се изменуваат работите. Значи секој ден е нов ден, разбираш, па се преместува таа, кажи го, тај Bull Market се преместува затоа што цел свет чека за Bull Market и тај Bull Market се преместува за 2026-та, ама ти кажа 2025-та, октомври, ноември, декември, ќе си дојдете у академијата и поубаво ќе ви го објасниме, брат. Да, пошо не може да разберете дека нешто кој е кажано, дека ќе се промени, дека работите се изменуваат, имате Америка, не ги изменува работите, имате председател, гледаш, никој не ќе да подпише за биткоин државата да почне да окупува и тоа се одговлечува. Сите го чекат да подпише. И он не ќе да подпише, значи ние уламо од 2026 чекаме го да подпише господинот председател и тоа не е до мене. Значи ако не подпишал, Bull Market ќе бил 2025. Не е подпишал, влечеме се 2026. Зашо? Затоа што сепак, иако е најдобриот избор за амерички председател, сите го чекат да подпише и да има Bull Market. Значи, ние сме, злато да го напумпа, затоа што сите од златото почнаа да минуваат у биткоин на 23.000, на 45.000, биткоин го напумпаа до 125.000, продадеа го и од тие пари почнаа да купуваат златото. Не дека вие сте купиле злато, значи пумпаа го тие што се од 125.000 продаделе, кажи го, биткоин и оние другите од како почнаа да го пумпат, сите се наредија да купуваат одеднашка злато и колку тоа злато е направило профит, комедија, брат. Значи ништо не може да го замени биткоин и крипто у профит. Ниту злато, ниту сребро, да, нон-стоп вечно ќе се качуваат нагоре, ниту имате услови да чувате злато и сребро, не може да купите злато и сребро да го чувате у банката, значи нема логика, враќате се пана назад на тоа дека некој друг ви го чува. Значи иднината е крипто. Кој сака да се купува злато и сребро, бујром брат да оде да си купува. Кој не верува у крипто, супер да си држи кеш и да си ја губи вредноста. Оваа група е, не ми требаат филозофија, групата е за некој што е дојдел до информации на време и ги имплементирал, значи не може да рече некој ти на среќа купи биткоин. Значи бат пред 17 години, брат, колку испаја? Да не лупам точно да пресметам, тој стварно не може да помнам бројки. На милиарди информации, на милиарда такви, кажи го, 2009 ќе оставиме, пред 16 години другари ни нудија биткоин. Значи не може да биде на среќа некој што ти вика дај ни ги на World of Warcraft профилите за да ти даеме биткоин, значи там 10, 20, 50, 100.000 биткоин да ти да го даваш профилите. Значи укочени ние што сме биле геймерите, сме запознаени пред 16-17 години луѓе за биткоин. А пред тоа, пред 20 години сме го очекувале биткоин, како што сум кажал, како некој што вика, како брат ти знаеш пред 20 години кога биткоин е 2008-2009. Така знаевме, викаше се Phoenix Coin и се очекуваше пред 50 години, 6 години е разработен да го измислат. У старите видеа ќе разлистат има и сликата. И елитата сменија го името у биткоин, брат. И значи не може да сум усреќи у биткоин кога пред 16 години, брат, мене ми го нудиле биткоин, брат. Затоа што сум играл World of Warcraft, Age of Empires и Starcraft. Од 3 игри са ни нудиле биткоин пред 16-17 години, значи нема шанси да сме на среќа. Ја да сум на среќа у биткоин, затоа што некој ми го нудил за да си ги давам хероите или да играам турнири за биткоин. Значи, после сум го забрвил, у Нью Йорк исто се чудевме кој да го купиме, не можевме да го купиме, па дури у Мајами успеав ја да го купам, затоа што запомнете, ја не сум амерички жител.
Јас сум дојден у Америка да истражувам, фанат сум на кладба со роднини, пријатели, другари кои се врнаа во Македонија, сите ми дужите пари. Затоа што ви кажав, нема да земам амерички пасошт, да, киеш Америка ќе забравиш. Луѓе забрават, по 1000 евра се кладивме дека јас нема да земам пасош. Шо правиме дека се криете сега? Ја парите ќе си ги тражам. Кладба од 11-12 години дека нема да земам пасош амерички, брат. Не го земав амерички пасош. И шо правиме сега? Сега што ќе бидам русофил? Пасош не земав, уопште не ми треба, враќам се назад во Македонија, па дури ќе биде интересно и ако не ми става црнпечат, ќе бидам првиот македонец во историјата, братче, шо излезело од Америка после 11 години без пасош, а не сам оставиле 10 или 15 годишна забрана црнпечат, за тоа што направил overstayed, пречекорил сум ја визата и кажи го сум например како секој друг што излегнал да добие црнпечат. И значи како што ми кажа витие од Homeland Security, после години па можам да аплицирам за обична туристичка виза и да дојдам во Америка да ја посетам за туризам. Ќе видиме дали ќе се стоат на збор. Ќе ми платат и авионски билет, да ја напуштам државата. Пуштијаме бев во Лос Анџелес и Лас Вегас и Сан Франциско, 4000-5000 километри турнеја. Така да, за тоа ме немаше, значи 5000 километри, брат. Значи тоа е сериозна километража, обрнавја Европа, како да речеме. Значи тоа е истиот мобет, нели, како викате, истиот мобет, брат, го правиш, ама зашо не снимаш видео? Па затоа што другари имав работа и забрзо ми процедурата да си дојдам во Македонија и да отворам академија. Ќе си остане YouTube канал, иначе да ви кажам, ја од YouTube канал само можев да живеам, ако тие што вика луѓе 2000, брат, ке стае по $1, сите ќе ти плаќаме, значи ја ќе земам $2000 на месец од YouTube каналот и не ми требаше гледаност, тие сакале не келе 2000 што плаќате, тие ќе гледа. Али YouTube каналот гледате, блокираа ми го, тоа никош не го имплементирав да наплаќам, веб сајтови имате два бесплатни веб сајтови имате, кукавте дека не знаете англиски. На крај спадна, сега поради нова година е паднат, али беше сериозни бројки. Што е спадна, најгледано е од Америка. Значи кука од Македонија, Македонија гледа 50, сите се на стара нова, уши сега се на стара нова година. Они се на нова година, ама со парите веќе се оплатени за стара нова година. И за летување се оплатени, разбираш, и за наредното земување декември 2026 е оплатено и после вика немам пари за крипто. Супер, другари, ако немате пари за крипто, одете си на работа до 67 години до колку е и тоа е тоа. Нема лутиш. А тие што сте заинтересирани да дознаете информации за тоа што тие 1200 од Америка сериозна бројка чепкат по овие групи, значи нешто се откриле. Значи здрави ако има добар бул маркет, да речеме 2026, 5 нови македонски станат милионери и тие на среќа ли станаа ќе има после. Па ама тие не другари, тие не на среќа, туку тие по цел ден дремија, чита, слуша и купува нон-стоп. Дали паднал, не паднал, трупа. Разбират математика и сванаат дека овие 4 години што се трупале, не се на минус. Ако тие 5 луѓе што ќе станат милионери се сванале без да бидат у Крипто Академија, само од веб сајто и само од Криптореволуција групата, значи другари, гледате, проблемот е до вас. И уште други околу 400 луѓе ќе имат минимум $30-40,000. Сега некој еден пријател што викаше, малку е тоа, малку е затоа што ти у Америка земаш такви плати. Со Македонија $30-40,000 за 4 години, фактички тие се ќе купат апартман. Не е малку. Мајка ми и татко ми Бог да опросте, че брат 200 години да работеше не можеше да зачува апартман. Апартман заедно со баба ми, Бог да ја прости, и он, и мајка ми, колку пари се купувале за да исплатат еден стан там од време Југославија, што е можело без пари да го дадат. Што се вика, се го исплаќале години и сега тука одеднашка појавило се некој крипто, овај вика и ја купив стан, овај купи 2 камиона, овај бизнис почнал, онај милионер ке стане. Значи, брат, има луѓе што знаат да читат. Тие што не знаете да читате и немате време, ќе си дојдете во Крипто Академијата. Ама брат ти кажа без пари. Другари, сегде плаќате, разбирате ли? Кај мене има луѓе, еве, користат ја групата, користат го веб-сајто, брат, вие сте 10,000 луѓе у групата. Зашо, брат, 10,000 луѓе не гледате YouTube каналот, па да се зголеме се повеќе бројката и други луѓе да станат богати? Од сте себични.
Зашто 1200 луѓе не стават лайкови у криптореволуција и да станат тие 1200, 273 од Шведска, од Ирска, 247 од овоа, од 273 од Ирска, 247 од Шведска и 50 од Македонија, и овие беа многу повеќе се навалија. Зашо вие 2000 луѓе, да речеме, не сте активни нон-стоп да ставате лайкови, коментари, да давате поддршка за црпете од бесплатен YouTube канал, црпете од бесплатен вебсайт. Тоа се вика себичност. За повеќе информации, пошто сте себични да не се развиваат каналите, што повеќе македонците да дознаат и, например, вебсајтот да се искористи за, кој ќе рече некој милион прегледи има на месец, дај некоја рекламичка, да ударе, па да се купи повише крипто, па уште повеќе работи, затоа што се себични другари, на бесплатни вебсајтови што коштат пари, не сакате да ги поддржувате максимално, не сакате да ги споделувате, не сакате да ги промовирате вие црпете информациите, што вие се стандард тука на ден што црпат информации, од овие само 0.001% се споделиле, лайкнали или се го кажале на некој друг. Значи стандард си стоја овога. Од како е измислен вебсајт? Си стоја стандард таа бројка. Другари, за тоа ќе има Криптоакадемија, затоа што се себични. Ако сакате повеќе информации лично да ви кажат, пошто една работа е овоа, гледате мал дел на луѓе може да ископат информации, за поекстра информации ќе се улезете у Криптоакадемијата, ќе видите што бенефит ќе имате, ќе видите дека ќе многу повеќе ќе биде чудно и ќе биде разбирливо за вас, кој ќе некој ви го помага да го изградите тоа портфолио и ќе ви дава пуш, ќе ви подбутнува да стоете на таа патека. Сега да земам да го сопрам YouTube каналот и вебсајтовите, јас ви гарантирам со извинение дека ќе се посерете. Значи ја бев, ме немаше, колку беше, 2 недели ме немаше, бев низ Америката, значи имаше околу 300 луѓе со извинение што се посраа, брат. Значи, брат, имаме леле многу пари, имаме у крипто, дај барем, јави се, кажи нешто. Ја можев и оттаму да снимам видео, одлучив да не снимам, да ве тестирам. Пошто вие сте ми на мене и како тест луѓе, да не речам, да не се изразам лабораториски глувци, разбираш, ама така и спаја, јас сум реалист, разбираш, сакале се лудиле, сакале не. Значи, тие 300 нигде ги нема да стават лайк, нигде ги нема да стават коментар, ама Гуштерович знае 2,5 недели, ама се сам кажувал истото, се те па остана истото на YouTube, па остана истото на вебсајтовите, Славчо ги поддржуваш. Ама Гуштеров не е отворил устата, леле брат, спомни само, жена ми ќе ми спаја од дома, немате, и жена ми гледа, немате да спомнеш за крипто, шо биде пропаднале. Другари, тај тест фаза, значи, вие не сте самите зрели доволно за да имате 20, 30, 50 илјади инвестиции, кој некој што не му давате поддршка со лајкови, со шер, не дека кој знае колку пари ќе направам ја од лајкови и шерови, финтата е себичните да се расшири групата, да може да се прават реклами, да може да доваѓа инкам за поквалитетни да стануваат за вас каналите, брат. Ја и Славчо знаеме да направиме ово. Славчо до 2045 ќе е милиардер или мултимилионер. Милиардер или мултимилионер ќе биде. Другите Цинцо исто ќе биде милиардер 2045. Ако остане да го прави тоа што го прави сега. И други уште тројца што нека да се кажат. Значи тие 5 луѓе ако останат да го прават тоа, разбираш, и ќе бидат. И двајца, да не забравяме, бугари исто ќе биде. Едениот е више милионер, оде на патот да стане мултимилионер, другиот е на патот да стане милионер. Зависи од овај бул маркет кој е нели добар, ако не 2030 ќе стане милионер. А па ако стане Дао Полис и оваа година ќе биде милионер, иако касне со сите проекти. Значи другари, мобето е, јас сум креирал негде 7 милионери. 7 милионери кои што се на пат да станат до 2035, можда и мултимилионери ако трупат како што трупат сега, разбираш. Значи, ниту флипат, ниту трејат, ниту ништо. А замисли ако се концентрираат да се собереме, па да почнеме да флипат до надолу. Значи, замислете се, значи 7. Значи, другите групи немат 7 милионери. Оваа група има 7 милионери. 7 на пат еден е веќе, разбираш ли? Другите 6 се на пат да станат овај бул маркет милионери. И најлошата варијанта 2030 ќе станат. Значи, од работа не се станале милионери, ниту Америка, ниту Европа, ниту Македонија. Од бизниси ниту се станале у Америка, ниту у ово, каже го, у Европа, ниту Македонија не се станале милионери, ни мултимилионери.
За краток период тука што ја само што ги копа информациите и само еве Цинцо ми викат брат види гледај. Точно ово види да не е грешка, брат супер. Како бе брат Цинцо успеа да натрупа? Чи он има фамилија, има чудо трошоци, куки, камион, кажи го бизнис, купиш у Америка не може да стане без кеш да држиш. Како он брат трупа и е напад да стане милионер, а овие од Македонија не се напад, ама ние немаме такви. Окей, ако он е милионер у Америка со тие пари, па вие направете $100,000 у Македонија. Ама не знаете зашо? Затоа што не знаете да си ги распоредите парите. Другари, бујрам у Криптоакадемијата ќе видиме. Ќе дојде у Криптоакадемијата, ќе се запишете сега јануари, да речеме, кога ќе отвориме, до 2030-2031 ако ќе биде бул маркетот, да видиме колку луѓе каков и јавно, еве не мора име и презиме да се го покажат, али заматена фаца со иницијали ќе прикажеме портфолијата. Еве брат, тај толку уложил, толку трупал, толку надгледувано, тие информации ги добил, тоа направил, што е резултатот? Ќе ги објавиме па да видиме. Че 2030-2031 ќе се објават академијата резултати. Ако некој направи уште поеки резултати, ќе се објават и порано. Ако некој сака јавно да се покаже, ќе се покаже. Така да, другари, ние сме тука. Тука. Твитеру, брат, ама немате. Брат, ја на Твитер споделував информации. Ама јас не ти го знам Твитеру. Ти не ми го знаеш Твитеру, ти не ми знаеш YouTube каналот, ти не ми знаеш вебсајтот. Ама брат, ти се исто збореше, па супер, иди на вебсајтот секој ден, кажува што треба да се прави. На YouTube каналите што ги споделувам на Криптореволуција, исто има. Преведени се на македонски. И сега нема што да кукат преведени му е на македонски, ми викам, а ти се истото го збореш. Не ме другари, јас кажувам дека криптото е на тај начин се истото, затоа што го чекаме бул маркетот и додека не излезат некои нови технологии. Се истото е. Истото е, да, ама вие никако да станете од се истото, од веќе знаеле сте го, никако да станете богати. Вие сте купиле Кардано на загуба. Купувале сте на $2-3, на $1 сте верували у Кардано, ама на 0.16, 0.20, 0.45 сега на колко е? Еве тие што сте купиле на $2 Кардано, што не купите ве сега за истата количина 0.33? Немам пари. Иди двојна работа работи. Иди овчар да бидеш. Еве €4,000 дават овчар уберо, бев прочитала најпат. Еде месец овчар. Тешко не тешко, дали ќе ти зеат волците и мечките, иди еден месец работи овчар. Другари, ја вчера на Ивамо помагав да копаме, уште сум тука, не сум нигде идел на нова година. Копаме околу куќите да му помогнам да сум тука да ставаме еден ред бекетон плочки, пошто Иван ми има многу помогнал во животот. Еве, останав да му помогнам и ја. Нигде не сме идели, не останавме у Лас Вегас да се луксузираме, затоа што немаме пари да се луксузираме, слаб бул маркет и чуваме ги коините. Коини литат у Америка, брат. Ако ти не работиш, ја не сум работил 4 години. Коините литат. Литат за сметки, литат за квалитетен живот. Не сум се оставил од да јадам GMO храна, ама, брат, ја немам никаква болест. Никаква болест немам до сега Америка. Сите околу менека се пуни болести. На терапии, на апчиња, на се, затоа што пред 11 години и пред 8 години ми се смеја дека јас сум едел некаква си органска храна. Денеска Трамп и Кенеди се чудат како штетната храна да ја оттргнат од Америка. И истите луѓе, замислете си, ќе треба да ја направиме и академија за здрав живот, буквално за тоа што забележал сум луѓето ќе изчитат истото и како и Криптоакадемијата и академија за здрав живот што тие и академија што ќе направи група што ќе направам за мистерии јак YouTube канал, вие исто другари, ако некој не ви го повторува секој ден истото, вие другари со толку информации што ве бомбардират, вие другари забравате, да го имплементирате тоа. Академијата е да некој ве пуш да ви прави цело време за да го држите таа патека и да станете со тие инвестиции да станете многу помокни во иднина. Здравието исто, овие ме гледат сите тука јадам го органска храна и ми се смеат. Други ако не јадев органска храна, $1,000 на месец, ако не јадев органска храна, че ја бев мултимилионер. Може милиардер ќе бидев ако таа јадев од најефтината тука храна што е GMO-то и сите пари да ги ставав во крипто. Ќе бев мултимилионер, може милиардер ќе бев. Ама сега ќе бев на терапија, ќе бев болен и ќе немав на здравје. Брат, здравјето е пред се.
Здравието е пред се, да си живеал нормално, да си живеал квалитетно и рестото да го ставиш у крипто, за да инвестираш, за да имаш едината. Цигари, кафе, кафана нон-стоп, ја разбирам по едно пиво дено, ама кафана по пиење и онадење и собари, шо ти идеш да јадеш, да пробаш некој специалитет од кафаната, со едно-две пива, со една ракија, разбирам. Ама ти идеш јадам другари пијат по 15-20 пива. Значи мешани скари чудо, што ти организмот не може да ти ги прима си тие. Ако сте голема маса, окей. Значи, у Америка другари живеат многу понапред од вас. Тука се собират, јадат, пијат и си поделат трошоците културно. За тие, мислам, јаки друштва што постојат. Мобето е, другари, треба некој нон-стоп да ви прави пуш, да ве турка, за вие да излезете на прав пат. Затоа таа криптоакадемија ќе видите. Тие што нема да запишете у криптоакадемијата, ќе се кајате 2030 права. Така да, ако мислите дека тие пари ќе се загубе, јас сум единствено што вика, луѓе ќе има bull market. Мора да има. Ако нема, ние значи треба комплетно ја да измислам нова стратегија. Не е дека ја нешто сум бил значи сега да речеме 2026 да нема bull market, без разлика мали или голем, да нема ич, значи да падне биткоин на 20.000 па и сите работи да сринат и се некој рече еј брат ти не погоди. Брат, убаво си кажал, ти брат не погоди. Затоа што елитата е решила да системот го променат комплетно. Ама многу луѓе нема да веруваат у крипто. Ако ќе падне на 20.000 ќе купат така као гемлинг, као коцка, разбираш, па ако направам пари, направам. Мене ми требаат у Македонија луѓе што ќе знаат биткоин, етериум, кардано и други технологии што ги најдеме, дека тие луѓе, ако речем утре кардано не го достигне тоа што сака да го имплементира да пропадне, ви имате 30% биткоин, 30% кардано и 10% имате од другите гейминг токени. Значи и да изфрлеме кардано од играта, ви имате други што ќе ве држат. Ако да речеме етериум го изфрлеме од играта, имате биткоин и кардано 30%, што ќе чек само да заонадам ово, другари, огреа сонце и ќе чекајте, другари, огреа сонце и ја пече камерата, тоа не е добро. Значи 30 минути ќе гледам да го направам видеото или така нешто. Другари, академијата е да ве обучи дека тие манипулации што ги прават на маркетите се време. Значи без разлика 2026 ли ќе го одложат, ако сака 2027 ли ќе го у биткоин, у крипто треба да имате страпливост. Страпливоста наградува, не ризикот. Значи вие немате ризик тука ништо. Вие ставате пари од кои што треба 4-5 години да не ви треба тие пари. Значи и без тоа се тргали да речеме на сейвинг. Вие у Македонија што правите и да тргате 4 години на сейвингс, вие парите не ги сигурно инвестирате у бизнис или нешто, вие ги трошите на гардероба, на одмори и на глупости. Значи тие пари што ќе ги најдам ја од вас од кафе, од цигари, од кафани, од чуда, буџет ќе кратете и ќе ги трупате, ја ќе кажувам дека да ги трупате, за да видиме како ќе ви се промени живото. И после јавно ќе излеземе кој сака, да речеме, да го прикаже волето, а кој па е у идеалу загуб, може слободно му давам да излезе и да рече, брат, џабе не одете на академијата, ја не сум задоволен, гледај, портфолиото ми е на загуба. Ама не можеш ти да си на профит, без разлика мали или големи, да излезеш да речеш, брат, ја не сум задоволен, многу ми мал профит. Мал профитот ти е заради тоа што ти лично си избрал да инвестираш таа сума и не си бил, да речеме, добро тоа да направиш повише пари за да ги ставиш. Значи, криптогрупата, финтата е да ви покаже дека таа еднина до 2162 година нема да пропадне. И цело време да ви копа информации дека на кој бе... знаеш колку слачо наводно кажа некој македонци се хакнати. И со големи портфолија се хакнати, значи правили се нешто што не треба. Бујрам, значи гледате, направиле пари, направиле овој, ама направиле други глупости. Ја брат не сум хакнан 12 години. Значи, у криптоакадемијата ќе дојдете да ви кажам како не сум хакнан 12 години. Што треба да правите? Значи, не е ама ти ги истите информации, кажуваш истите информации. Значи, ако и кажувам истите информации, како тие некои македонци со големи портфолија се хакнати. Значи, нешто не пратат кој што треба. Че моите исти информациите, јас сум досетен бил, ама вие некои македонци со големите портфолија биле хакнати. Другари, бојрум у академијата. Ќе си дојдете, чим имате пари за големо портфолио, ќе имате пари за академијата.
Другари, ние сме, да, буквално, чекай брат, дека кој сакав да го сликам. Ние сме другари, буквално сме тука. Буквално сме у овај дел. Замрзнан биткоин. Значи, DAO Polis падна многу затоа што биткоин и да отиде нагоре 5% и 2% и 3%, ко падне, значи нема ја доволно сила, ко падне, многу повеќе ги влече алткоините. Ама гледаш, вие не сте научили тоа. Еве сега на DAO Polis кој труп? Никој денешка не верува. Никој. 10, 20, 30, 40, 50 долари, брат. Од нова година скратете и идете на площадо, брат. Наместо 200, 300, 500 евро, идете на площадо и ставете, купете си DAO Polis. Че сигурно што ќе ги лупнете у некоја кафана да се со извинение да се издувате од јадење и пиење там, не дај Боже, се степате со некој. Покорисно ли е од да ставите сега историски што е DAO Polis на погледнете на каква сума. Погледнете на каква сума е, брат. На 0.025. Значи Cardano е на 0.33, Solana е на 124, Ethereum е на 2900, Bitcoin е на 87. Па сигурно, брат, покорисно е да ги ставите у крипто. Ама, ја не може да се од онадам од нова година се отргнам. Па супер, не може да се отргнеш од нова година да ставиш у крипто, не може да се отргнеш од работа. И се работиш до 67 години. Ако некој дојдеш у крипто академијата да видиме дали ти можеш да се пензионираш многу порано. Тоа е крипто академијата, другари. Биткоин, значи замисли ова е биткоин whale, 11 милиарди, брат. 11 милиарди и си коцка, брат, гледаш милиарди, 1 милиарда си коцка, брат, позиција отворил за 740 милиони. Тоа е скоро 1 милиарда, брат. Играе си, брат, играчки со маркето. Биткоин што е тука. Значи вие на сежи го погодија Simpsons, ама ово е Infinity, другари. Повеќето носите ланчи, еден што имав пријател носил ланчи, не знае што носи. Вика, брат, што е тоа? Од дрво носи, викам, што носиш, бе, цар? Не знаат, Infinity значи тоа. Infinity значи бесконечно ќе оде нагоре. Че овие ништо не се погодили, другари, но овие е наредено, другари, пред 50 години направен план, ќе има биткоин, ќе има Ethereum, ќе има тоа, и овие само ви го прикажуваат, при очи сте слепи. И у крипто академијата треба да ви земеме на таква, да ви ставаме на слика и да ви го рама. Значи треба да го гледате носто пред вас. Луѓето забрават, оваа слика ќе ја видат за 40 сата ја забравили. И па нема да веруваат у биткоин. Што е? Short memory. Другари, гледајте го ово. Ово е... Ево е. Треба да го сликам и да го надам. Значи, реално е да иде ово. Значи, реално е да иде 180.000. Значи, нема да отиде ако сите нели научивте, ако сите играат дека ќе отиде. Да речеме, ако отиде до 150.000, ако поголема група стават 140.000 треба да отиде, и да речеме 100% сите стават тие комарџиите дека ќе отиде 180.000. Нема да отиде затоа што они многу се ставили и берзите не може да исплатат. Ама ако отиде 140.000, овие се викат ќе има пак корекција и многу голем процент да стават дека ќе падне уште еднашка, овие елитата ќе ги напумпи 180.000. Значи тука мобето не е дека биткоин не може да качи 180.000 или 200.000. Мобето е дека многу луѓе стават, како тај кито гледаш у милиони, у милиарди, и берзите не можат да го испунат тоа и го сренуват. Ама вие треба да знаете дека вие секогаш ако се трупате биткоин, далеке 4-5 години, 8 години, вие другари ќе сте многу повеќе на профит отколку да имате компанија и отколку само да штедете. И тие пари да ви стоат и да ви пропаѓаат. Што е целата филозофија што не ја разбирате. Значи, тоа е целата филозофија. 294.000 луѓе го имат видено ова. Скоро 3.000 лајка, 417 споделувања и 172 коментари. Значи, скоро 300.000 луѓе го имат видено ова. И 300.000 луѓе по 10 долари да купат, по 100 долари да купат, значи он треба да отиде 180.000. Еве кажави, не може да отиде затоа што крипто берзите дампнуваат голема количина на биткоин, знаат дека ќе одампнат биткоин и сите други што се играени леверидж, ќе ги чурат позициите и нема да дадат да се онаде. Значи не е ово дека народот не верува у биткоин и у крипто па не оде нагоре, дека сите продават. Значи многу кумарџии има и крипто берзите не можат да го испунат тоа, брат. Значи самите крипто берзи ликвидират и го рушат ово. Буквално кажано, самите крипто берзи стојат зад крашовите. Додека Трамп е тај што треба да подпише и ако Америка изнакупе,
разбираш, березите не можат да се сносят с това, ти замисли си, ако Трамп подпише, Америка, Русия, много каже го Англия, Канада, Австралия, сите отеднъжка изнакупуват и овие криптоберезите, колко ги да продават, ти замисли тук трилиони, и то да нагоре. Дори може още повече да ги откарат криптоберезите у загуба, ама они не одат у загуба. Най-често пошо они знаят и они да купат, разбираш, следат ги работи. Така да криптоберза тежка работа да отиде у загуба. А иначе видовте, сите ще си играете с новчаници, ви кажа в колко пъти, 11 години сборам, луги не купувате новчаници, крипто не ги разбират. Он, брат, идел купил $100-200 крипто новчаник, а $100 портфолиото вика, леле, брат, не съм на профит. Пак го хакнали, после тия $100 му ги вземали. Абе, брат, держете се до Binance. Еве, хако ще се случи с тај един от волетите, Трезор, кой беше? Trust Wallet, изплати ги. Значи друга берза америчка не изплаќа. Binance изплаќа. Значи, шо викам 11 години, држете, не 11 там, колко сум, 10 години има берзата. 9. Луѓе, држете се до Binance. 9 да речеме, држете се до Binance, држете се. И брат, они одат. А брат, види оваа берза. Пак си дојдете у академијата, види оваа берза, ја ќе ти напишам, не бе, не ја види го Binance. Тоа е. Ова е владее со свето. 355 милиони, брат, купил биткоин. А укочени кафе шемата сега викат биткоин нема да постои, ќе паде на 20.000. И че ова е будала ли, ова е владее со свето, BlackRock. Владее со свето, ова е хаус маркетот, брат, че го држи во Америка. И кажува, у секој мало кажува одредова типчето, кажува и одредова колку е цената на куките. Специјален тим ќе дојде, ќе купе, ако треба ќе ја униште или ќе ја изгради уште еден спрат, ќе ја продаде, он диктира за наредните 4-5 куки што ги исто купил на истата улица, која бара ќе бидат. Типчето. Мене ме прави ненормален. Од како и објаснив и покажав кој е типчето и сега луѓето викат, леле, брат, по 15 години живеат во Америка, замисли не знаат BlackRock, бе, човече. И вика зашо да доам академијата. 15 години сте во Америка, 20 не знаат што е BlackRock, бе. Не знаат што е BlackRock. Куки ги купувале. Куки ги продавале. Куки ги реновирале. У тај небркот ги живеале. Не знаат кој е BlackRock. И зашо да дојдат академијата? За да знаете кој е BlackRock. Трамп си активира фамилијата, брат. Чи тоа е, таа фамилија е инсталирана, ви кажав, најдобрата фамилија за биткоин. Испаднав ли управа? Ама те го финансираш ќе те депортират. И тоа го погоди у српскиот подкаст. Не ме они депортират. Јас се селф депортирам. Јас се самиот депортирам. Ја можев да останам во Америка, битно да земам пасош. Имав и тука недов женска. Имам и у Нью-Йорк, у Нью-Джерси, у Мајами и у Калифорнија недов. Идов и у Калифорнија недов. И у Калифорнија имам. Балканка една ми беше пишала да се видим и викам немам време. Можем, у Калифорнија сега може да слушам. И тоа без пари. И да земам пасош. Дори у Калифорнија не знам, може и вакцини да не земам, што се вика. Ќе се преселам у Мајами, имам најдофи луѓе и вакцини може да не земам. Не ми треба. Јас сум доволно време у Америката, сакам другари веќе си дома во Македонија да отворам таа крипто академија, пошто гледам дека вие 11 години многу мала група на луѓе сваќате за крипто. Така да, другари, работата е, ова е добра позадинка. Другари, шо се нафрат. Print screen. И замисли си има луѓе што не знаат у Македонија print screen да прават. Тоа ќе ме научим у криптоакадемијата. Другари, биткоин не е умрел. 2013 е тука гледате напишено, значи гледате не е умрел. Другари, 87.000. На 755 не се врна. На 320 не се врна. На 430, на 14.000, на 3.000, на 7.000 не се врна на тия суми. Другари, гледате што се движи. 16.000 е најниско бил. У 5 години. Најниско, другари. И ја тога зборев, луѓе, продадете ја куќата. Брат, нема пари. Имаше куќа, имам колку? 250, 300.000, 100.000. Продадете куќата, идете живеете кај баби дедови. За 4 години вие ќе бевте милионери. Што да ви кажам, другари? Тај што кажуваше имал куќа, мобето е, имал куќа така ли 250.000 евро, ќе усметам $250.000. Делено на, дека беше? Не 29, тај беше на 23.000. Ќе купи 10 биткоини. Бе, брат. Со твојата куќа милионер. На 125.000 ќе продаваш и милионер, брат. 10 биткоини по 125.000.
Другари, милионер и 358 000, деш да си купиш назад кукито от 250 000, нели твой дом, и да му даваш екстра пари на тай, що ти е купил куките, му даваш от 200 000, нели много 250 000 си му я продадел, упорно си я сагаш кукито ти, дедо ти, баба ти, що ти знам там я изградили. Традиция даваш му 358 000 от тебе, му даваш да си вземеш куките назад. И си милионер па. Що не станавте милионери, бе, другари, ако Гущеров повторил исто, що не станавте години, 4 години е крипто групата. То е било 2022 16 или, значи още по-малко. 3 години. Що не станавте милионери, бе, другари? Ама не верувахте тогава на биткоин. Имали сте 2022 сте имали 16 595 биткоин. И портфолиото ви е на загуба. 80% на загуба, какво е брат на загуба? Какво ви е портфолиото на загуба, ако биткоин бил 16 000, днеска 87 000? Другари, си дойде до академията, за да не бидете на загуба, брат. Чартовите си го покажат своето. Биткоин White Paper стая на Лос Анджелес. Лос Анджелес, знаеш ли колко има? 400 000 моментално имаше, вчера гледах в сликата, 400 000 имаше туристи соберено само на площадката баш дека ово. 400 000 го имат видено ово. По 10-20 долари да купат, биткоин, братче, не може да сгасне. Америката, що вие сакате и ми викате да живеям, моментално у Нью Орлеанс националната гарда ги чува на улиците. Трамп да, ама я нямам време, брат, да чекам наредите 10 години да Америка да се изчисти. Пощо криминално се случва, реално какво се случва на улиците. Че я нямам 10 години от моя живот да се чекам Трамп и нов мандат да има да я изчисти, да среде. Да не чузва армия, войска. В Македония, там ще се борим. Така, другари, исто ovo е новото dogfight. Много ми се виж, Сомир, че я пробаваме. Трябва малко по-бързо да направя тражи за беган як компютър, али мене ми се много свига. Значи, ovo не дай Боже да го пуща, чуй викам, чекайте, аз си отивам в Македония. Значи, трябва да бегаме от тия градови. Така да, другари, бегайте от Европа, гледайте ги, дивяци, брат. Гледай, ovo е. И това го предвидев, така да. И овия, Македония не може да подкара от овия исто, да ви кажем. Тук гледай, ки имаш бизнес, со какви трябва да се занимаваш цял ден да ти нервите. У Лос Анджелес, тунело, погледнете, брат, това е. Поръч филма го правят, но после защо се понашалям лайите така. Затова ще имаш ти колко там делови от таков филм и они го имитират това, брат. Fast and Furious филма, кое тук има и лядници умрени, загинати и повредени от събракайки. От един филм. Значи, ако им праш мене, и taj филм трябва да се укине. Значи, него сбориш Кардано, и Ripple, супер, Twitter, и Кардано, и Ripple, брат. Ке се работят. Това е другари. Разликата е, гледайте, в Америка, що се е купувало 97 година, значи ядеш, пиеш, големата развина Америка, денеска, брат, ти не можеш с $100, брат, да купиш едно пола кисенце. И Америка била напредна държава. Значи имат роботизация 120 години от Никола Тесла я крият. Значи имат 40 милиона иммигранти, ще работят за смешна дневница, ама цените одат нагоре. Ти имаш километри крави, ниви и фарми со крави, ово шо пасат трева, шо се вика и вода имат безплатно от тази брана, тако се викаше. Кажи го, ама ние имаме тук всеки ден рипа цената на млекото, на кашкавал, на сирење и на месо. А ти имаш и лядници километри, кажи го, държавата, що може да ги отгледа от тия крави и овци, и кози и чуда, и седа е безплатно. Америка напредна била, голема е платата, ама големи си давачките. Така да, другари, разликата каква е? Що се е купувало за $155, брат? Гледай какви си били това. Денеска цените се страшна работа. Така да, ово ви кажувам, пред 120 години го имат. Пред 120 години го имат, другари, ово. Долу у нивните бази. Така да, другари, и ще одеш у ресторант, всеки ден ово. Той е, другари, срекне ви нова година и гледаме се у Крипто Академията. Поздрав и чао!